Премиере, по вчерашната ваша изјава дека сме подготвени за име со географска одредница, стигна одредени критики дека тоа не било во консултација со опозицијските партии, со председателот на државата и така натаму. Дали станува збор само за став на владата или сепак станува збор за заеднички став на сите? И исто така ме интересира за изјавата на грчкиот шеф на дипломатијата Коцијас, кој што ја спомна средбата во Давос и кажа дека станува збор, дека било договорено на средбата пакет за кој што би бил тој одговорен и во кој што би биле вклучени идентитет, јазик, нација, исто така уставни промени и име Ергомнес. Дали ова точно? Уште една само да дадам јасни појаснувања. На средбата во Давос, јас ги слушнав позициите на грчката страна преку премиерот Ципрас, тој исто така внимателно колку и јас ги слушнав позициите на нашата македонската страна. И тоа беше средбата во Давос, се запознавме, во суштина навлеговме да ги објасниме деталите за самите вакви позиции, но преговорачкиот процес продолжува со посредништво на Нимиц и ќе ја користиме во иднина секоја можност на билатерална средба да изнајдеме инвентивно решение, начин што ќе не спои, ќе не доближи до решение кое што е прифатливо за двете страни. Решението мора да го гарантира идентитетот и достоинството на двете страни. И тука нема дилеми заради тоа што тоа е нешто кое што минимум се очекува. Јас реков, сериозно зборувам за прашањата и вчера реков, став на владата е, или владата, за владата е прифатливо име со географска одредница. Тоа го темелам на основа на моите очекувања во внатрешната дебата која што имаме во Македонија, на чекорите кои што ќе ги правиме, на она кое што значи можности до каде можеме да се движиме, на спроводливоста на можните решенија или слично. Остануваме секако достоинството, идентитетот се важни работи. Јас сум убеден дека Македонија може со консензус по оваа прашање во интерес на иднината, во интерес на перспективите, НАТО и европската интеграција на Македонија, со консензус да изнајде решение. Тоа се институциите на државата, политичките субјекти од позиција и од опозиција заедно. Во интерес и на успешноста на процесот не би навлегувал секако во деталите. Верувајте дека апсолутно знаеме што е тоа што е возможно, што е тоа што е дозволиво и до каде треба да одиме. Ќе направиме се да изнајдеме решение на овој горлив 25 годишен проблем, но не по секоја цена. Последното прашање Маја. Да, еве во контекст на уставните промени. Дали Атина бара промени на некои членови од македонскиот устав еве во оваа фаза? Јас сакам конкретно да дополните, ако може, за февруари е најавено дека ќе излезе предлог од Грција за договор. Се разговара на таа тема, дали разговараат министрите, веќе почна или кога ќе почне да разговара? Еве, секако знаете дека дел од ставовите на Ергомнес во Грција е и промена на уставот во Македонија. И тоа се ставови на Грција. Ние имаме наши ставови. Значи, зборуваме за уставот. Зборувам за уставот. Македонија го промени својот устав 93 година, да ги допрецизира членовите 49 од уставот, вградувајќи амандман 2. И ние направивме голем чекор, како земја, таа година, за да го отклониме идентитизмот. Во моментот се што правиме е да докажеме дека Македонија нема никакви аспирации, територијални или било какви. Македонија нема идентистички побуди. Македонија сака да гради пријателство. И од тој аспект не ги гледам потребите. Јас внимателно слушам и нашиот партнер со кој што преговараме, но апсолутно знам и што е возможно и што е невозможно во Македонија. Зборувам на тој начин за да дадам шанса на преговорачкиот процес. Преважно. Ве апелирам за да имаме транспарентна постапка, но и на внимателност. Многу е важно да успееме. Реков не по секоја цена. Драго ми е што пријателски односот во Грција, барем на лидершипот на државата, зборувам и за власт и за опозиција, се уште го сваќам. Секако постојат и радикални структури и тука и во Грција, но треба да направиме се да се изнајде решение за да градиме во иднина и билатерално и регионално пријателство со сите. Повелете? Средбите продолжуваат. Зборувавте и за делот на она што беше соопштено од министерот Коцијаш, дека можно е да има драфт верзија на некој меѓународен договор или се. Ние рековме дека ќе искористиме сите алатки. Процесот се одвива преку Обединетите нации и преку Метју Нимиц, но кога ќе се сретнат двајцата министри или ќе се сретнат двајцата премиери,
Зошто да не го искористиме тоа како можност? Зошто ако некој инвентивен елемент постои, да не биде како можност? Ако се дојде до некоја драфт верзија на меѓународен договор, каде што е штиклирано тоа што апсолутно не е спорно, а има такви работи, а сето друго би било драфтирано, како се договара или решава да биде влезено внатре, на крајот ова треба да заврши со меѓународен договор. Ако таквата идеја и предлог е добре дојдена, за мене е добре дојдена и може да биде од помош, се спаѓа во момент на дебата и дискусија. Што и да решиме? Да вратиме преку Метју Нимиц, кој што го води преговарачкиот процес, заради тоа што на крајот треба да биде формализиран преку Обединетите нации. Така да средби следуваат во февруари, сега е почетокот на февруари, јас очекувам неколку, не една, времето е кратко, треба брзо да делуваме, знаеме отприлика суштините на проблемите. Јас се надевам дека уште идната недела под раководство на Метју Нимиц ќе се одржи состанок помеѓу двајцата министри како ново ниво на преговарачкиот процес кој што е договорен.